Добро вечер и добродојавте во уште едно издание во Формула 1 на македонски, последната трка од сезоната што туку замина. Луис Хамилтон во стил ја заврши оваа сезона со уште една победа, да ја заокружи својата шеста шампионска титула како шофер во Формула 1. Морам да признам, тркава како финале не изобилуваше со многу интересни моменти. Возач кој ја направи и трката делумно интересна е Валтери Ботас, кој од последно место се проби кон врвот, финално заврши четврти. Многу малку му фалеше да го престигне Чарлс Леклерк на крајот за да заврши на подиумот, можеби еден или два круга, доколку имаше повеќе на располагање, Ботас ќе успееше тоа да го направи, но тоа е што е. Мерцедес ја одбележа оваа сезона уште еднаш. Ферари касно се разбуди, вториот дел од сезоната почна да прикажува подобри перформанси, меѓутоа too little, too late, што би рекле американците. Секако тука е и Red Bull, се замеша Макс Верстапен со неговите 3 победи оваа сезона. Генерално, првиот дел од сезоната апсолутна доминација на Мерцедес, вториот дел од сезоната Мерцедес службено го одигра, би рекол, да го приврши првенството, се беше готово после првиот дел од сезоната, после онаа летна пауза, се знаеше веќе дека Мерцедес и Луис Хамилтон повторно ќе бидат на врвот. Нас ни преостанува да се надеваме на многу подобра сезона. Следната година ќе имаме 22 трки, ќе имаме 2 нови трки во Виетнам и во Ванворд, ќе имаме скоро идентични болиди, многу малку ќе има промена на правилата, на техничките регулативи, така што очекувам перформансите на Мерцедес, Red Bull и Ферари да конвертираат, да бидат многу поблиску него сега, што на хартија би требало да ни донесе и многу подобра сезона. Очекувам Рено, Мекларен да ја продолжат својата битка понатаму и полека да се приближуваат кон врвот. Секако не сакам да ги занемарам и другите тимови. Очекувам Вилијамс следната сезона да сврти нов лист, да заборават на оваа катастрофална сезона, бидејќи Вилијамс навистина е тим кој заслужува да биде меѓу најдобрите во Формула 1 и верувам дека ќе успеат да исправат грешката која направија оваа сезона и следната година да стартуваат како што треба. Се збогувавме со Нико Хулкенберг, се збогувавме и со повратникот Роберт Кубица. Се една сезона во која немаше премногу изненадување, за жал. Предсезонските тестирања донесо една лажна слика, сите верувавме дека Ферари е напред, меѓутоа се испостави дека Мерцедес всушност само тактизирал, го покажа вистинското лице веднаш од првата трка. Проблемите кои Ферари ги има оваа година со болидот се сериозни. Гледаме дека моќноста на моторната единица е одлична, меѓутоа болидот пати, би рекол, во свиоците, во брзите свиоци, каде што поголема потисна сила е потребна. Имаат многу работа во Ферари, што на болидот, што во меѓучовечките односи. Односот меѓу Леклерк и Фетел е навистина испод ниво кое било ниво кое Ферари го има, кое Ферари го бара и треба да го нуди како стандард во Формула 1. Ова не е крајот за видеата на Формула 1 на македонски. Следуваат видеа за осврт на сезоната, ќе ги анализираме сите тимови еден по еден, ќе направиме неколку видеа кои ќе служат како предвидувања за развод на болидите. Следната година очекува многу интересни новости на каналот на Формула 1 на македонски. Ќе настапиме на едно многу друго, поинакво ниво. Ќе има едно големо изненадување за сите фанови и сите следбеници на Формула 1 на македонски на YouTube, така што останете со каналот Формула 1 на македонски. Ќе имате доста видеа кои ќе ви го држат вниманието залепено зад екраните во текот на зимата, во текот на паузата и секако кон крајот на февруари со предсезонски тестирања повторно се враќаме во игра. Сакам тука да се заблагодарам на сите кои цела сезона не следеа, коментираа на видеата, ги поддржуваа. Ви благодарам уште еднашка и се гледаме во некоја наредна прилика. Поздрав!